државна изложба на Шарпанинци. Беше интересно, фантастично. Имаме кратко интервју со најубавиот шарпанинец во Македонија, Гани Куравски. Значи ќе го видите краткото интервју заедно со тука, да ги поздравам, да им честитам и да почувствувате малку атмосферата таму. Се наоѓаме на Скопското каро. Во моментот се слушува специализирана изложба на Шарпанинци. Убава атмосфера влада и да видиме сега што ќе го осврти нашето внимание. Здраво, зашто брзо да чувате Шарпанинец? Види, ние одамна имаме едно друштво, вака сите чуваме Шарпанинци, другари, така, по-долго години чуваме. Само да би гледат. Дали ви исполнува вашето очекување како ќе Шарпанинецот како карактер, како пријател, како куче кој што живее со вас? Може да ви речам, карактер не виден, но многу убав карактер има, едино само Шарпанинци чува. Колку години менате? 10 години. Не би менува раците во. Не би баш. Вие сте се добрали изложбата, какви очекувања? Ние не дојдевме, само дојдевме така да прошетаме, да изложбе другите другари зонеде куќи, не ова е чисто изборно, да не видаме друга скуќа. Куќава? Од Ѓорче. Ѓорче ние го чуваме, у Лисици имаме повише куќиња, таму ги чуваме. Другарот таму ние исто со куќиња, повеќе има пресек комара, така. Добар ден, како се денес, не се представите? Добар ден, јас сум Борче Стојчевски од Лешок. Дојде специјално за изложбата, заедно со вас од 10 годишна куќа. Така, ја дојдовме. Посетуваме секој изложба, денеска посебно со кучка постара, така. 10 години. Што доживеавте се за овие 10 години заедно? Вака, како да кажам, не е само таа, има и други по дома, али ова е нешто поизворно, по нас е повеќе гледано и така. Сакаме да денеска тука и повеќе луѓе да го видат. Така како изгледа куќе 10 годишно, поготово Шарпанинско женка. Кажете нешто за расата од ваше искуство. Види, ова раста е специфична, да речем, што секој треба да ја одгледува, поготово во Македонија кај нас. Посебно сточарите, овчарите. Тоа е Шарпанинец, сите знаете те што е веден на кажата, добар чувар и многу добри оспособени. Што е зборува од другите расти? Дали припаќа дресура, дали знаете да направи, колку е приврзана, колку интелигентна? Дресура прифаќа малку потешко, али прифаќа многу. Ако прифаќа тешко откажува, тешко заборава. Интелигенција на големо ниво, може да биде домашно куќе, може да биде секаде вака, секаде може да биде. Нешто по-специфично нема што кај сите знаат за Шарпанинецот што е. Македонија треба повеќе да го гледува, помасовно да биде тоа тука што се случува денеска.
Сумнев во друштво Габриел, кој што јас се сигурно ми сега пригодна малку и го закачам, дека ќе го викам од сега дај тапо. Зошто знаеш ли? Затоа што стилот мој на водење на изложби бара да даваат луѓето аплаузи, бидејќи луѓето се трудат со куќињата и тоа што го прават дома и на изложби треба да биде стварно поздравено со тоа. Поздравам и сега за зборбо беше на изложба да се рекол дај аплауз. Добро. Габи, како е денеска атмосферата на изложбата? Тоа денес да ви кажам е прво не послужи времето, многу убаво време, друго денес е убав ден бидејќи за кинологијата во Македонија, затоа што се одржува државното првенство за шарпланинци, која, како што знаете, е наша автохтона раса. Имаме исто така пријавено и од соседните држави шарпланинци, така да добива изложбата и меѓународен карактер. Судат двајца искусни суди, наградни од фонд е голем, има над 50 пекари. Во секоја класа се доделува, значи за прво, второ и трето место пекари и на крај ќе се избере најубав мажек и најубава женка, значи државни прваци на Македонија. Има ли силна конкуренција и од каде има поквалитетни куќиња од Србија или од Македонија? Па видите, бидејќи како што реков автохтона раса, шарпланинецот е раса која ние според FCA ја имаме заедно со Република Србија. Исто така и од таму има доста убави куќиња. Во моментот не можам да кажам, значи кој однесе повеќе пекари, ќе знаеме на крај, но треба да бидеме фер, значи како што и ние кои ќе одиме таму и они треба да бидат фер, значи треба навистина да победат најубавите куќиња, без разлика дали се работи, дали куќињата потекнуваат од Македонија или од Србија. Тоа е, значи кинологијата треба да поминува во еден спортски фер дух. Супер, али ако победи српска куќа, не така ќе се покриете. Да бидам искрен. Па, видете сега, ако е подобро и треба да победи, да знаат кинолозите од Македонија, да се трудат и да направат и они куќиња кои Ова беше мала провокација. на вистина ќе го афирмираат шарпланинецот од Македонија во светот. Според мене најубавото куќе што воопшто сум го видела од градска шарпланинец, значи на сите времења. Инаку ова е Луки, мој добар пријател, кој се честопати, значи ги нямам вака по изложби, ама во позитивна конотација. Куќето кој што освојува, ќе ни го представиш да ти здраво. Ова е Гани Коравски, значи европски шампион. Сад малку сум го снимала, значи имам таа привилегија и само комплименти за чувањето, генетика за дека знаеме од Канадско, значи овако убавена, ова е нешто страшно. Да посетиме малку во Загреб, направите хаос кога бевте на изложбата. Да, значи во Загреб, буквално сите што го видеа куќето беа воодушевени. Најинтересно беше и самите шарпланинџи, значи што ги победивме и они пуштија рака, а тоа е многу тешко кај шарпланинџиите. Голема конкуренција или потоа не признаваат квалитет. Добро, значи на што се вложи оваа бавена? Колку вложуваш во куќата? Куќето буквално секојдневно е со нас, го чуваме како дел од нашето семејство, буквално како човек. По тоа е се. Во кај тврдеше и гарантираше ништо немате направи како бебе. Добро, карактерот на шарпланинците знае да има отставки, во овој случај мислам дека ова отставка. Повеќето на непознати реагира, дека? Он реагирали дома, например, кој да дојде дома непознат, ние ако не сме дома, тоа е сосем друго куќе. А вака, значи, со луѓе кога е со мене, кога сме надвор, кога се шетаме слободно, може без поводник да опуштам,